првата тема која што утрово ја разработуваме е особено важна затоа што децата се во фокус, а кога се децата тука треба навистина да се слушне секој совет од професионалци. Утрово зборуваме за тоа како влијае преголемата изложеност на децата на социјалните мрежи. Дел од содржините се од секојдневието, од приватниот живот, а дел од родителите секако се одлучуваат и да им ја започнат малку порано таа инфлуенсерска кариера на децата. Секако сето тоа дали е лошо и како влијае дознаваме во продолжение и морам да нагласам дека имаме особено позитивни примери кога се запазува сето тоа и се прави на едно ниво малку погоре, меѓутоа ајде да не должам јас со најавата. Повеќето не се да бидеме реални. Имаме психолог во студио и драго ми е што во наредните минути разговараме со Миријана Јовановска-Стојановска во однос на тоа како сето тоа влија и како правилно да се прави сето тоа, доколку родителите имаат желба да го споделуваат секојдневниот живот на нивните деца. Добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Многу интересна тема и многу жешка, да кажам, затоа што е многу актуелна во овој момент. Да, она се што се случува на социјалните мрежи, па и го имаме и тоа дека родителите малце пречесто, да кажам, ги споделуваат заедничките моменти со своите деца или она што се случува само со децата. И она прво што сакав да го кажам кога ги гледав прашањата преска беше дека ние не сме собственици на нашите деца. Значи родителите не ги поседуваат своите деца. Да, ние ги донесуваме децата на овој свет заради некои наши причини, нели? Зашто сме се омажиле, ни дошло времето, сме останале трудни, зашто требало, зашто така ни рекле и било која да е причина. Или многу сме сакале да имаме деца, нели? Ама во моментот кога ќе ги донесеме на овој свет, тоа се автентични единки кои ние сме добиле привилегија, сме добиле нешто од космосот дадено, да допринесеме една таква автентичност да се развие, да порасне и да стане свој човек. И ние би требало да им помогнеме во тој пат. Значи, ние не се оформуваме себе си, макар родителството ке не оформи низ многу фази, него им помагаме на децата да се оформат и да станат своји луѓе, да станат одговорни, да станат нешто утре во својот живот. И ако тргнеме од тоа, тогаш ќе се прашаме дали ние имаме право да правиме нешто со што нашите деца не се сложуваат или нешто за кој што нашите деца се уште не можат да донесат одлука дали ќе се сложат или не. И добро да размислиме пред да преземеме било каква акција во однос на тоа како ќе ги изложуваме нашите деца. Сега ме натеравте да се седам на една реплика од Сека Саблич во еден познат ситком, кога она вели децата се преку децата ја проектираме нашата фрустрација. Зборувам за овде, за наши услови, за Балканот, што и до некаде, туку скоро 90 и над 99% е во право. Па да, за Балканот е 100% во право, ама и за целиот свет. Значи, децата се огледало на возрастните. Так. Секаде. Значи, каде да одите, кога ќе ги видите децата, кога ќе видите што се случува во семејствата, во однос на децата, тогаш ќе знаете какви се возрастните. Така да ние можеме да се видиме себе си како родители, како луѓе, гледајќи ги нашите деца, зашто децата не слушаат што зборуваме, ама повеќе гледаат што правиме. Можат ли сето тоа децата да го разберат? Тоа што се случува, бидејќи сега зборуваме за родители кои ги постираат содржините, меѓутоа зборуваме и за родители кои наметнуваат малку повеќе одговорност, односно веќе ги прават инфлуенсери, како што и Симона најави. Можат ли да ја разберат целата оваа тежина? Видеата се направени по одредено сценарио што треба да каже, како треба да се изрази. Децата на одредена возраст, зависно од нивниот етапите развојни низ кои поминуваат, го разбираат светот на свој начин. Значи, не е дека они ништо не разбираат. Дури и малото бебе, може би на некое ниво сензорно, моторично, емоционално ниво, такво автентично нешто внатре, и оно го разбира светот, ги разбира односите, што се случува во семејството, како мајката е расположена према него, како партнерите се меѓу себе, дали мајката е внатре депресивна, фрустрирана или што и да е. И детето одговара на тоа. Значи, како расте, детето се повеќе го разбира светот и нормално дека разбира
што се случува во семејството. Какви може да бидат последиците доколку има прекумерно изложување на децата на социјални мрежи? Може би не во моментот кога детето ги создава на некој начин тие содржини, меѓутоа откога ќе порасне, едноставно нема копче делит за бришање на социјалните мрежи, тоа таму некаде негде останува. Да. Тоа е грубо кршење на границите на личноста. Значи да навлегување во интимните моменти, да никогаш не му да создадеш на детето можност круг еден околу него, да се чувствува себе си, да ја задржи својата интима, да го контролира својот живот, да ги контролира информациите што ќе ги дели со другите. Значи, детето вака отворено, секој може да влезе, секој може да види, секој може да се соочи со тоа. Треба да размислиме кои се последиците кога ќе порасне тоа дете, кој нема собствени граници. Дали понатака во животот ќе знае да ги воспостави. Мислам, границите се учат, да, ама ќе му треба време. Ќе му треба да најде професионалец, па да работи со него. Па потоа да се справи со сите тие емоции, зашто некој некојаш не му дозволил да изгради собствени граници. Затоа што ние не можеме, тоа конфлуенца има еден појам што се вика, тоа е конфлуенца кога еве ние ако сега тука немаме граници меѓу себе, сите функционираме како едно и ќе се викаме ние се чувствуваме, ние бевнем, ние правевме, тогаш тоа се вика конфлуенца. И сега детето не може да порасне у постојана конфлуенца со родителите. Значи мора да му дадеме да стане свој човек. Значи приватноста може да ја доживее и да ја почувствува. Јас како родител имам право да имам своји интереси. Апсолутно. И своја желба и да станам инфлуенсер. И што сакам? Мислам, никој тука никого не може да спречи. Ама дали децата мои ќе ги вклучам во тоа, тоа е веќе големо прашање. Какви знаци кога родителот ја поминал границата? Се гледа, мислам тоа се гледа, сигурно постои. Па сигурно постои, прво не. Така. Не сакам, не можам. Немој сега, ме боли глава, ме боли стомак. Ај после, значи децата како одбиваат да направат нешто, нели? Ми се јаде, сакам да одам надвор. Значи се нешто друго, освен тоа што сме го поканиле детето да прави. И секогаш треба да размислиме добро зошто. Така. Меѓутоа верувам дека и не верувам Ако продолжиме да го игнорираме тоа одбивањето, нели детето полека ќе научи дека тоа не му успева. Тогаш ќе бара некои други начини како да го прави. Па на крај ќе се сложи ако доволно добро и го наградуваме за тоа да не послуша. Меѓутоа сепак ќе се примете дека не се негови зборови и тоа сигурно ќе се види во Ама нормално, ние знаеме како се изразуваат децата на рана возраст, нели? Со кои реченици зборуваат, како е нормално ако речениците, изразувањето, ставот. Ние не знам дали вие сте млада генерација, имавме ние руски гимнастичари или руски спортисти, девојчиња, момчиња, малечки, кои стојат исправено, стегнато, играат, вежбаат, неверојатно нешто, мислам, многу по-добро од нашите возрастни спортисти кои ги имавме тука. Значи, во еден систем, во еден ред внесени. Дисциплина, така. Да, значи, дали е тоа нашата цел, така да ги направиме децава наши, да влезат во систем, или сакаме нешто да развиеме, да им помогнеме. Во секој случај, родителот, да, тој е тој што ја носи одговорноста за развојот на детето и би требало добро да размисли која е навистина ползата за неговото дете кога донесува такви одлуки. Нели, кога го носиме детето на вакцина, ние исто така размислуваме. Нели, дали ова сега што ќе го однесам моево дете и ќе добие вакцина, е она што јас треба да му направам на моето дете да биде добро и кога му даваме храна, исто така размислуваме дали 3 сладоледи се добри за детево или еден. Значи, така и со изложеност на социјалните мрежи. Дали ние тоа што го правиме и го бараме од детето е навистина за негова полза. Ова веројатно и пораката до гледачите. Па да, затоа што не постои 100% ништо апсолутно, нели? Сега да кажеме дека ова чини или ова не чини. Социјалните мрежи се тука, ние ги имаме, сите ги користиме, тоа се дел од нашиот живот. Ние не можеме секогаш да речеме дека ова или таа одлука се најдобри, али би требало добро или да се изолираме, како што и сепак ова е нашата нова секојдневие и секој совет и насока од професионалци, психолози, социолози е добро дојдена. Благодариме за издвоеното време и што разговаравте утрово со нас.
Да, ви благодарам и вас, вака интересни муабети од Сабајле. Ви очекуваме повторно.